Тетовските здравствени работници на готов, печалбарите сериозна закана за ширење на вирусот. Тетово веќе е преплавено со нашинци од странски држави кои годинава доаѓаат во многу поголем број од вообичаеното. Свадби и разни семејни веселби се прават на големо. И денеска низ градот сретнавме многу иселеници. Велат се уште треба да се внимава и грешка е што државата толку ги олабавила мерките. Пред него што сме дошли на АМУ, ние сме правиле тест. Тестот не кошта ништо тамо и така да сме чисти. Може да по-старо. Требаше ли некои порестриктивни мерки, построги Па на треба, влез ама при граница, еве? не знае се. За требање треба. И вие сте дојден од странство? Од Берлин. Дали мислите дека треба при влез во државава тест некој да покажете или вакцина? Да не биде толку ослободено? Тоа треба. Ослободено е превише, тоа треба. Али државата треба и још нешто друго да се секира за луѓето што се овде. Овде е катастрофа у Македонија. Моменталната стабилизација со короната кај нас воопшто не треба да не опушта, велат лекарите. Болеста докажа дека е непредвидлива исто како и новите мутации на вирусот. Особено треба да не загрижува новиот делта сој, кој не одмина ниту нас. Значи, акцентот оди на тоа што многу полесно се пренесува, многу појака клиничка слика, многу потешки компликации и последици по здравјето и по животот на луѓето. Тука ви е разликата и затоа имате многу земји што се уште под локдаун, значи има доста изгубени животи, гледате таму каде што се јава. Впрочем, самиот вирус мутира. После одредена стабилизација, вчера Тетово регистрираше 11 ново заразени. Во Центарот за јавно здравје велат дека немаат информации дали се работи за делта сојот, оти сите тестирања не се прават кај нив, ниту пак типизацијата. Сепак загрижува што бројката може нагло да порасне, оти контактите со ново заразените поради летото и собирите се многу побројни. Инаку во моментов нема хоспитализирани пациенти, сите се лечат амбулантски.